Со кревање на фестивалското знаме, Штип го означи почетокот на овогодинештово издание на Макфест. Стартот на фестивалот вовед во очекувања за многу забава, но и спомени. Многу емотивно. Значи, од 93-та не сум присутна на Макфест, сум била во Штип, да, заради други настапи, но конкретно ради Макфест, после 21 година, не можам, како да ви кажам, се качив горе на четврти, се сместив, само што влегов и почнав. Едноставно си работат емоциите, сум доживеала многу спомени тука. 89-та, 90-та, 91 година, тоа беа години кои што се на вистина за паметење и Макфест беше на вистина бренд и пример. Во 29-те фестивалски години на Макфест настапија близу 1000 пејачи кои исполнија исто толку композиции. Кој од нив публиката најмногу ги памети? Кој да ти каже, Ивана? Со оглед на генерацијата мене поголем впечаток по старите, Хелена Благне. Годинава фестивалот се организира со буџет од 10 милиони денари. Над 67% плаќа Министерство за култура, 33% плаќа општина Штип. Имаме фестивал малку подруг од другите години. Значи, ревискиот оркестар на Македонската радиотелевизија ќе настапува во живо. Комплетната изvedба ќе биде во живо. За разлика од претходните години, од оваа година се ќе биде во живо. Сметам дека е ова правиот начин да се направи еден фестивал од национален тип, односно да се инволвира цел еден оркестар, малтене, ние го викаме ревиски, но бидејќи свири забавна музика, но тоа е еден од прилика состав на симфониски оркестар. Новина е и начинот на гласање. Веќе нема да има никакви жири комисии и никакви варијанти на гласање не се дозволени, освен варијантата гласањето да го спроведат сите оние за кои што е музиката наменета, а тоа се граѓаните на Република Македонија, исклучиво по систем на телеволтинг и испраќање на SMS пораки. Годинава на Макфест ќе бидат изведени 30 композиции, а најдобрите 3 ќе бидат наградени со 20, 15 и 10.000 евра.